студиото на Здраво Македонија подива часот се дружиме со Марија Зафировски, дипломиран психолог и психотерапевт, професор доктор Илија Насов, експерт и иноватор во областа на соларната енергија, и Марта Пејоска, архитект, визуелна уметница и дизајнерка на современ накит и филигран. Останете со нас до 11 часот. Така, останете со нас до 11 часот, како што видовте во најавата, ви ветивме уште рано наутро дека ќе имаме одлични гости, спои на интересни професии, на една трпеза, бидејќи навистина денес имаме да најавиме многу убави настани кои што гостите ќе ни ги кажат за што се работи, но секако и имаме гостинка која што ќе сподели своја лична приказна, која што еве денес ќе ја олеснува многу подобро да се работи својата работа. Но секако дека во овој дел, како што ќе бидеме домаќинки на нашите гости, така и вам ќе бидеме јас и колешката Александра. Александра, добро утро. Добро утро, Верче, и пред камерите. Добро утро за целата македонска јавност. Верувам дека сте рано изутрина заедно со нас од 6:45, па така и во овој дел кога обединуваме различни професии, интересни приказни. Но како што се реда да ги поздравиме уште еднаш. Така, Александра, ние еве утринскиот напиток си го пиеме заеднички, верувам и нашите гледачи. Веднаш до мене е Марија Зафировски, дипломиран психолог и психотерапевт. Марија, добро утро. Добро утро и на вам. Така, драго ми е што ова утро си денеска со нас, за да споделиме корисни информации во однос на работата која што ја работиш, но и на твоја лична приказна која што ти го подобри твојот живот, но верувам дека и одлично е во сите оние совети кои што им ги даваш на твоите клиенти. Така да Токму така, да. Да. Ке имаме време да позборуваме секако за темата за која што денеска си дојдена и она која што ќе зборуваме и е твоја секако специјалност и област. Веднаш до тебе не е професорот и доктор Илија Насов, кој што е експерт и иноватор во областа на соларна енергија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Поздрав до вас, до Канал 5 телевизија, бидејќи е таа доста ориентирана на оваа област. Така е, нашиот кроф е целиот поставен со... Ете така, да... Благодарам што забележав. И сигурно поздрав до гледачите, се надевам, че имаме интересна тема. Така, ќе имаме затоа што навистина соларната енергија е многу важен сегмент и верувам дека е многу значено зашто и вие толку многу апелирате околу сите тоа, дека ќе имаме време да позборуваме за тоа. И веднаш до вас ни е Марта Пејоска, која што е архитект, визуелна уметница, дизајнерка на современ накит и филиграни. Добро утро, Марта. Добро утро, ви благодарам многу за поканата. Конечно се договоривме. Сепак далеко е Охрид. На вистина. Да, се уште е далеко Охрид. Но да се надеваме на подобри времења и поврзување на Скопје и Охрид многу едноставно. Апсолутно, ние едва и го чекаме тоа. Така, но и ова утро, она кое што може да се забележи на вас, како на една уметница, прекрасен накит имате. Благодарам. Дали тоа исто така е рачна ваша изработка? Да. Така, да. Добро. Она од кој што, ете, може да започнеме, бидејќи имаме еден джентлмен, да му дадеме предност на професорот. Имаме едно видео на кое што ќе ги замолиме од режија да ни го споделат, а потоа секако да го најавиме настанот и причината по која што, ете, како повод зашто вие денеска сте ни денеска во утринската. Благодарам. Така е. Да ги замолам од режија да ни го пуштат.
Ете, видовме од она кое што се случуваше на сајмот, ете, кажете ни малку повеќе. Овака Соларната асоциација на Македонија постои 19 години. Ја формиравме на еден соларен конгрес, така да се е поврзано соларно со соларно. И од тогаш до денеска цело време сме имале многу големи активности околу промовирање на соларната енергија, зголемување на апликацијата на соларната енергија, многу активности, проекти. И пред 4 години размислувавме што всушност на заинтересираните страни во Македонија му треба, тоа се членовите на Соларната асоциација, ние имаме 120 званични членови и некое апдейтување со тоа каква е состојбата на соларната енергија во Македонија од аспект на производство, технологии, опрема и така натаму. И се одлучивме пред 4 години да го направиме првиот саем за соларна енергија. Малку се плашевме дали ќе успееме како асоциација да направиме таков еден, и да има интерес и да биде успешно. И за среќа, еве, денеска констатираме дека не само што ја донесовме исправна одлука, но исто така и во исправно време и се надевам и оваа година ќе биде успешен. Овие 3 години досега се покажа како многу интересни за скоро сите членови, не само за асоциацијата, значи ние кога зборуваме за оваков настан, ние зборуваме за сите заинтересирани страни. Така да имаше доста излагачи од Македонија и од регионот, имаше доста настани, исто така имаше доста панели, панелисти и оваа година сега ќе кажам нешто и за овој настан. Значи, се пријавија повеќе од 30 излагачи од Македонија и од регионот. Исто така, оваа година имаме нешто ново. Така? А тоа е не само што ќе ги прикажеме технологиите, опремата од произведувачите, ние ќе прикажеме и уште многу содржини кои што досега сме ги немале. Например, една од содржините е ГФФ програмата, која што е водена од UNDP, а исто така и уште други финансиски програми. Таму сите посетители кои што имаат интерес ќе имаат можности директно од оваа програма ГФФ или програма за финансирање, за грантови. Значи, да вака малку понародно, за да граѓаните имаат по бенефит доколку сакаат да постават на својата куќа, на својата зграда. Значи, сите оние кои што би имале потреба од користење на соларната енергија. Затоа што ГФФ на граѓаните и на оние кои што не гледаат не им значи ништо, но народно кажано користење на фондови кои се достапни од UNDP и од сите оние европски, светски... Да, Европска банка за развој, ЕБРД и уште неколку други. Така да потполно сте во право, кога кажуваме скратеница некоја, не значи дека треба само да не ја објасниме таа. Но народно во 12 денеска на отварањето, каде што ќе имате и поздравен говор, верувам дека граѓаните ќе бидат и такако добре дојдени да се запознаат со се она што значи користење на сонцето во Македонија. Точно, баш така, во мојот поздравен говор, малку ќе имам и текст, така да денеска сега ќе се трудам да не кажувам многу имиња, да не сгрешам. Но, оноа што вие го кажавте, ние констатиравме дека во Македонија е недоволно познавањето на сите тие финансиски инструменти. Зошто, професор? Па затоа што сите посебно си имаат своји маркетинг, промоции и така натаму, како банки, како институции, а ние сакаме сега да ги обединиме и сите кои што имаат интерес да можат директно во директен разговор да разговараат. Тој ден, сега вие го објаснавте, денот за објаснување на финанси, обезбедување на средства, грантови и така натаму, денеска е тој ден. ГФФ ден. Исто така, не знам сега дали повеќе да зборувам или така во почетокот како... Сосема доволно. Значи, денеска граѓански ден, граѓаните да дојдат, да посетат и да се запознаат, доколку имаат зграда, куќа, викендица, каде што би можеле да го користат сонцето. Тоа е само еден сегмент. Тоа е само еден сегмент. Сега ќе можат и компаниите да се запознаат, кои што ќе сакаат да го направат, така да не биде само индивидуално од зграда и семејни куќи, туку и како компаниите. Има многу предавања денеска, ние ја обезбедивме Cineplex
просторијата каде што сите кои што имаат интерес ќе одат таму, ќе имаат директни разговори и така. И Марта, доле може колку да во Охрид се користи сонцето? Колку компаниите, колку ете вие како, можеби, иако сте во поинаков сегмент, но сепак живеете, растете, Охрид е вашиот град, така да колку сметате дека овие иновации се користат и аплицираат? Јас би рекла дека не го користиме доволно сонцето, колку што би можеле, затоа што Охрид има навистина многу сончеви многу потенцијал и многу сончеви денови. Јас конкретно живеам во стариот дел на градот, така што најубавиот. мислам дека соларните системи како многу добро би ни Ќе биде дошле. добро дојдени. Апсолутно на сите, затоа што имаме одредени предизвици со кои што се среќаваме, нели? Ние луѓето од стариот дел. Инако системот со фотоволтаици морам да кажам дека ние веќе го користиме. Одлично. Под ние подразбирам, јас сум волонтер во Планинската спасителна служба во Охрид, така што на нашиот тренинг и оперативен центар на објектот и на Планинската куќа Спиридон, која што ја имаме на Галичица, веќе имаме поставено, така што морам да кажам дека имаме бенефити. И дека свесност на секако расте и во тој поглед. Апсолутно да. И ние се трудиме да го презентираме и нашиот пример секаде каде што ќе можеме, сите може да дојдат и на планина и во нашиот оперативни тренинг центар да видат, да се распрашат и ние секако ќе им кажеме се што знаеме и од искуството што го имаме, затоа што веќе неколку години ги користиме тие системи. Така. Но Марта, она кое што денеска и поводот по кој што сте тука е вашата работа и ви имате значаен момент денеска каде што ќе имате изложба во Природно-научниот музеј. Кажете малку повеќе и која е темата на изложбата, особено бидејќи вие сте специфична по тоа што некако архитектурата и значајни моменти и од природата ги спојувате во накидот. Така. Од оние ретки несекојдневни моменти во животот кои што сепак се случуваат, само треба да верувате, е денешната изложба во Природонаучен музеј. Природонаучниот музеј слави 100 години од неговото постоење оваа година, така што пред неколку месеци кога го добив повикот на телефон, знаете, бев буквално малата Марта во мене и како. Се израдува. И многу затоа што изложба во Природонаучен музеј е нешто што можеби мислите дека не може да се случи затоа што е Природонаучен музеј. Да. Така што меѓутоа менаџментот на Природонаучниот музеј ја знаел мојата работа и мене затоа што последните 15 на години во како главен инспиративен момент за мојата работа е езерото, Охридското езеро, водата, природата околу него и така натака, така што ми се јавија и ми кажа дека смета дека мојата работа може да си го најде местото таму. Така што особено за еден ваков значаен юбилеј. Апсолутно да, и нив им е исто така многу интересно затоа што не секој ден има изложби на современ накид. Кај нив сепак е Природонаучен музеј. Така што отворањето е денеска вечер во 19 часот и накидот кој што ќе е изложен има езерски, односно водни мотиви, меѓутоа и изработив неколку парчина наменски кои што се инспирирани од дивиот свет, така што има и птици, има и змии, има и се она што го гледаме на планина. Супер, навистина ќе биде убаво, одлично момент и секако покана. Така, да ги поканиме сите кои сакаат. 19 часот во Природно-научниот музеј, дали ќе има и продажен момент на накидот? Ќе има, меѓутоа не во моментот, изложбата секако ќе трае околу една недела, така што сето тоа ќе има можност, значи, секако оние кои што нема да успеат денеска во текот на неделата да појдат за време на викендот, кога луѓето се малку повеќе слободни да погледнат сето она кое што се работи, бидејќи Природно-научниот музеј навистина оваа година е значајна за нив и прославуваат 100 години. Директорот беше кај нас, навистина низ целата година ќе има баш убави моменти и убави одбележувања на таа 100 годишнина, каде што финално ќе се случи потоа по летото во октомври, кој што сите така го очекуваме, навистина ќе биде грандиозно и оние новитети кои што ќе ги донесат и ќе бидат корисни секако за сите наши граѓани. Марија, она кое што го кажав на почетокот е интересно за тебе, особено за професијата како психолог и психотерапевт која што ја работиш, но она кое што кај нашето население за жал од веќе известни години се соочуваат со зголем број на килограми, популарно наречен obesity. Она кое што ти го имаш како своја животна приказна, дека низ тој пат и ти помина. Од 104 килограми дојде до
55. Така. Како е тоа, кој е, да речеме, бидејќи лично и сама помина низ тоа, која е разликата помеѓу тој физички глад и емоционален глад кој што го имаат? Вака сега, првенствено би кажала дека тоа не е само кај нас, на Балканот проблем, на глобално ниво е проблем. Гојазноста, како нарушување во исхраната, меѓутоа да не ја забораваме, не е само гојазноста, нарушување во исхрана имаме и од онаа другата страна, каде што е анорексијата, каде што е и булимијата, што се почести, меѓутоа колку и да е сега тоа популарно и колку повеќе се зборува, сепак е стигматизирано се уште. И се уште се живее во таа стигма, па сега дали јас навистина ми треба помош, дали е да се препознае оној емоционален глад од физичкиот глад, значи физичкиот глад и потребата физички за храна е оној момент кога на телото му треба гориво. Така, не са нутритивни вредности. Така. Меѓутоа, оној емотивниот глад или оној пострашниот, што го викаме, кој му треба посериозен пристап, е оној страшниот. Значи, гладот е последица на некоја емоционална состојба? Па дали е емоционална состојба, дали е последица на траума, дали е сега се популарно е булингот, збориме од школската возраст, па после подоцна, значи начинот на живот, брзиот начин на живот, работата, очекувањата од нас, што се па најблиско. Дали тука влегуваат анксиозноста, депресијата? Така, па статистиките што се направени во последниве 3 години се 70% од популацијата која што е гојазна има депресија. Така. Да. Што беше причина, еве да речеме, кај тебе и колку тебе ти беше тежок тој процес на трансформација од тие 104 килограми да дојдеш до идеални 55 и да го одржуваш тоа низ годините? Верувам дека и долг процес беше. Да, секако. Процесот почна пред повеќе од 6 години. Првенствено, што треба да се донесе одлука и прифаќање на проблем. Имаме проблем, и треба да го решиме. Од професионална гледна точка, значи посериозно почнав да се занимавам со проблематиката, со нарушувањето во исхраната и си велам, јас со моите 104 килограми како ќе бидам пример за моите клиенти и како јас ќе им кажам како треба, а што гледаат мене, и така почна таа приказна. Не беше лесно, беше многу тешко. И нарушувањето во исхраната, тоест гојазноста, не следи целиот живот. Така. Постојано треба да се Постојано треба да се да се има поддршка, да се така, внимава. и постојано да се внимава. Дали ти побара помош од твоите, да речеме, колеги во тој момент? Да, секако, Бидејќи тоа е денеска листо од луѓето кои што го имаат како да речеме табу тема или како некоја стигма, тешко признава дека имаат проблем, без разлика дали е гојазност или што и за депресија, па анксиозно тешко има да кажат еве имам проблем, како да си помогнам. Да, секако, значи во фелата ние постојано се збориме дали е тоа на некој конгрес или кога имаме некакви собири каде што сме сите заедно тука собрани. Меѓутоа, знаете како, секогаш оставаме чекај уште ова, тоа може да почека, не ни е приоритет. Се до едној момент кога решаваш и ја носиш одлуката, добро, сега почнуваме. Да, дека јас си приоритет. Да, најбитниот момент од целокупниот процес на лекување е да донесеш одлука. Така е. Да. Добро. Професоре, како влијаете одржувањето и кои се всушност ете вие како стручно, научно лице, какви се вашите препораки за овие програми кога станува збор за субвенционирање во однос на индивидуално, но и секако за компаниите? Колку е тоа значајно всушност и за нашата животна средина? Ние се трудиме секогаш да имаме апдейтување на нашето членство и совети, и тоа се од адекватни експерти. Например, се поставува прашањето што е подобро, каде да се инвестира. Се работи, да речем, за
за приватна куќа, резидентна куќа, каде што прашањето е дали да се продава соларната енергија или да се користи. Така. Одговорот е многу јасен. Најдобро е да се инвестира во фотоволтаици, ако имате можност да си ја користите за себе. Во тој случај се избегнуваат сите други проблеми, како што се додатни оптеретувања, финансиски оптеретувања, ако има време, ќе кажам малку и за состојбата сега. Сега има период каде што имаме вишок на електрична енергија и секогаш се поставува прашањето и како да се реши тоа. Сите инвестира во фотоволтаици, а сега има проблем баш во периодот кога има соларно зрачење, кога има најголема производство на електрична енергија, тогаш цената скоро и до нула. Значи, тие совети секогаш ги имаме ние на наши проекти, на наши конференции. Еве сега да кажам дека во септември имаме каде што посебно тука сме многу задоволни, имаме соларна конференција и одма да ви кажам дека тука имаме не само од Македонија, него воопшто и од регионот, па дури и од Европа присутни, и тоа големи експерти кои што и тие ги даваат своите совети. Да, и за да можат граѓаните да ја разберат разликата и да се одлучат што им е на нив важно во однос на својот буџет, што да направат. Сигурно, значи фотоволтаиците се многу користни. Тука нема дилема. Но прашањето е сега целосната состојба. Така. Ние тоа исто така и тоа го кажуваме. И што се сака? И што се сака. Ако сакате вие за себе да користите, тука нема никакви дилеми. Так. Никакви дилеми. Но ако сакате да продавате, треба да видите сега колку инвестира да произведува, да продавате, тоа е друго. Тоа веќе е друго. Втора работа, како да се реше тој проблем, тоа е голема тема, но само да најавам, производството на електрична енергија во пик периодот, така се кажува, бидејќи се цените ниски, ние треба да имаме решение. Значи, нас ни требат потрошувачи на електрична енергија во периодот кога имаме вишок на електрична енергија. Второ, нас ни треба акумулација на таа енергија. Така. Кои се сите тие начини, која што не може да се потроши, како да го акумулираме за кога ќе ни треба? Кога ќе ни треба. Тоа е моментално и тема најактуелна. И ние, за среќа, и како асоциација, а исто така, еве, вие кажавте, и јас работам доста на такви комбинирани системи, каде што имаат можности и да произведуваат, но во исто време и да ја складираат. Тие две работи, ако ги решиме, и воопшто сега зборуваме за Македонија, со сите проблеми, во Македонија има доста проблеми во таа област, а јас се надевам дека со сите експерти што ги има Македонија ќе се најде решение. Па ќе се најде некој баланс, ја верувам, така. Па тоа е најважното во овој момент. Колку државата, државните институции ви се обраќаат за совети и баш за ова што го отворивте како тема, проблемите кои ги има во Македонија, вишокот на енергија кој се создава, за да се реши, а да сепак е во интерес за граѓаните и да им се олесни она што представува предизвик. Видите, цената на електричната енергија која се плаќа. Цената на електричната енергија е обратно пропорционална на производството на електрична енергија, посебно во периодот кога има сончево зарачење. Сигурно дека институциите имаат и експерти, имаат и тела кои што ги анализираат овие работи. И сега, еден од најбрзите начини, но не е доволен. Тоа во математиката викавме, ако се сеќавате, потребен, но не доволен услов. Така и сега, електричните батерии се еден потребен и во овој момент најбрз начин да се делимично реши овој проблем. Нормално, државните институции ние даваме и совети, и разговори. Еве, најверојатно и Министерката за енергетика денеска ќе биде кое што неколку пати доаѓа на овие наши настани, но секако дека проблемот не е мал. Не е мал. Не е мал проблемот, но ќе видиме после. Затоа се тука овие настани, затоа се тие дискусии, дебати кои што ќе се отварат и верувам дека ќе се најде некој баланс во текот на времето, дека ќе се изнаоѓаат решенијата. Марта, каков профил на луѓето го носат вашиот? Наки со оглед на тоа дека имате собствена галерија во Охрид и навистина Охрид е еден од нашите градови кои што туристички е најпосетен, не само од нашите граѓани, туку и од регионот, па и од светот. Така. Прво, на мој лично задоволство, Охрид е веќе туристички центар кој што функционира скоро 12 месеци во годината, што е многу битно за сите ние кои што живееме и работаме
во Охрид, посебно јас, која што нели мојата екзистенција е од филигранскиот занет. Од дракотворби. Тоа е основата, односно од дракотворбите, кои што денеска се уште има одредени поинакви табуа и стереотипи кон тоа, меѓутоа луѓето можат да си мислат се што сакаат Но и да си на мислат. најценитите работи во светот. Апсолутно да, така што пред скоро 12 години јас ја отворив мојата галерија за современ накит и филигран. Генерално поради тоа што препознав еден момент кој што не постоеше, односно за мене не достигаше, затоа што од сите мои патувања надвор во светот и движење нели во тој дизајнерски свет, гледате што има надвор, што нема кај нас, така што јас апсолутно препознав дека тоа ај што го нема, туку и веќе недостига, затоа што ние се уште сме во процес на градење на таа современа дизајнерска сцена, да речам, современа сцена на накид. Така што мојата галерија, посебно во летниот период, од мај до октомври, е посетена од странски туристи, така што Охрид има многу квалитетни туристи во одредени периоди од годината. Профилите на кои што разбираат? Апсолутно кои што разбираат. Еден момент ми е денес воодушевувачки е што голем број на странци прво пред да дојдат да ја посетат галеријата ме контактираат, обично на мејл. Ние доаѓаме. Тогаш истраживме каде доаѓаме во Македонија, научивме дека филигранот е дел од македонското културно наследство и е нешто што ние мора да го видиме и да го имаме. Кога би можеле да дојдеме и да ја посетиме вашата галерија? Да. Така, за воодушевување. Апсолутно за воодушевување, да, и нешто што треба да стане пракса на сите нас, за било што друго, не само за посета на некоја галерија, мислам дека е многу добра пракса, така што доаѓаат и верувајте дека тие мене ми кажуваат кратка историја за македонскиот филигран, што е Исто за почет. Апсолутно, За почет. Од друга страна, на нашиот народ се уште ни недостига едукација. Тема филигран култура наследство, меѓутоа затоа јас и наменски ја отворив таа галерија, не е дуќан за накид. Туку е галерија, еден хибриден простор каде што го имам моето работно студио, каде што ми е работната маса истурена буквално на улица и галерискиот дел, кој што има само 7 стаклени витрини со накид кој што половина не е на продажба, туку се парчина останати од интересни проекти, архивски парчина кои што се тука за да поттикнат една дискусија на тема современ накид, култура, традиција, филигран и така натака. Исто така галеријата ја многу често е дел од посета на разни високи делегации и домашни и странски, разни презентации, промоции, панел дискусии на представници од УНЕСКО и комисиите тие кои што Значи го презентирате културното наследство? Па се трудам, би рекла дека сум нели, можеби нескромно ќе звучи, но културен амбасадор на Охрид, во Охрид на странската публика. Секако дека сте, така е. И со право треба да се каже тоа, да се сподели сето она кое што го работите, бидејќи навистина низ вашата работа и вашата галерија и без разлика што луѓето и странците кои што доаѓаат таму веќе прочитале нешто, она кое што ќе го слушнат со вас и ќе го доживеат и ќе го видат е сосема друго доживување и нешто што ќе го научат од тука. Да споменеме доколку ми дозволиш, Верче, Марта, покрај тоа што е физички присутна во Охрид, присутна и на Охридското езеро. Споделете ни малку околу едрењето и истражувањето на она што го правите, несекојдневно искуство кое што исто може да го направиме во Охрид. Кога пред 2013 кога се работев заедно со 3 колешки на групна изложба, главната тема на изложбата беше Охрид и требаше секој од нас да си го представи Охрид, нели, како што го доживува и после неколку месеци размислување и истражување, јас сватив дека од езерото ми нема бегање и дека тоа е она што е напред во мене, меѓутоа зошто? Не само поради тоа што сум од Охрид и практично живеам покрај езеро, затоа што сум родена во Охрид и порасната во стариот дел на Сараиште поточно, меѓутоа имав прилика во животов до многу рана возраст да се запознам со едрењето, односно мојот контакт со езерото беше во езеро на Едрилица, татко е едриличар, така што јас и мојот помал брат мислам дека немавме избор. И немавте избор, моравте што мали апсолутно, да, како што многу често нели се шегуваме меѓу нас, прво научивме да едриме, па потоа научивме да одиме. Така што мојот контакт со езерото и моето доживување на езерото сватив дека е многу подлабоко. Поради тоа што јас сум присутна во вода и на езеро многу поинаку и сето тоа доживување на водата и на ветрот
кој што генерално, кој што нели ние го користиме за едрење, така што едрењето е паралелен дел во мојот живот, е низоставен дел и тоа така ќе биде се додека сум жива, така што пред неколку години со моите другари, со мојот другар Ердал од Струга, кога размислувавме за едрењето, каде се движи и како се движи, затоа што се беше на ниво на спортското едрење и свативме дека многу мал број на луѓе имаат пристап, односно до едрењето, освен ако не ме познаваш, па не те викнам, па да свртим едно кругче. Така што се склопија повеќе работи со него, неговата идеја за да го помине Атлантик со едрилица и нашата желба за едрење и неговата приватна едрилица која што неговата фамилија ја изгради во Струга, прв пат влезе во вода и некако се склопија сите работи и ние решивме да почнеме да едриме со тоа што го отворивме едрењето према широка публика, односно почнавме се занимаваме со комерцијално едрење со Диди е бродот. Голем поздрав, така. Брилицата, така што почнавме се занимаваме со комерцијално едрење затоа што свативме дека имаме ние тука и една друга би рекла одговорност која што јас метам како нешто што треба да вратам према мојата заедница. Едрилиците се едниот, ако не и најеколошките пловила на Охридското езеро. Така што загадуваат еколошки. Апсолутно и го користиме ветрот за движење. Бензинот, односно моторот, го користиме минимално само за влез и излез, односно за пристан на пристаниште, треба да се паркирате. Некако можеме и не едра, меѓутоа кога сме со луѓе на едрилица не е баш препарација. Еколошки исправно. Апсолутно еколошки. Така што моje големо задоволство во моментов на Охридско езеро има многу голем број на едрилици, така што училишта за едрење. Има и школи за едрење и во Охрид и во Струга и за деца и за возрастни, што посебно ме радува, така што некако на суптилна борба, да не ми се налутат пријателите бродари, но суптилната борба против нели дизелот и моторите и загадувањето, ние си ја водиме на наш начин. Така што одлично. Супер. Ќе имаме секако можности уште повеќе да позборуваме, секако почитувани од Марија ќе слушаме одлични совети и техники како да се справиме со оние кризи кои што секако ги имаме при исхраната, секако тука ни е професорот да ни даде совети околу соларната енергија. Останете со нас, гледаме реклами, се враќаме во студио.